350.000 евра потрошиле за превоз на ученици 3 средни велешки училишта лани за само една учебна година. Оваа сума се слевала на сметките на превозниците, иако тие често возеле на многу кратки релации, а со еден автобус ги собирале учениците од сите училишта. Поради ваквите трошења, Советот на општината не ги прифати завршните сметки на економското, хемиското и техничкото училиште. За 180 настани денови се одделувале по околу 2000 евра дневно за превоз. Волку високи сметки, најмала рака недомакинско работење, затоа што реков со 352.000 евра необични минибуси, него за трите училишта годишно, за една година, мислам дека може 10 добри минибуси да се купат. И градоначалникот на Велес Аце Коцевски реагира на неразумното трошење за превоз на ученици. Тој ова го нарече легален криминал, оти нашето законодавство не може да го детектира. На тендерите кои претходната локална власт ги распишувала, за секоја автобуска линија конкурирал само еден превозник кој нудел екстремно висока цена. Но бидејќи средното образование е задолжително, општината морала да ги прифаќа ваквите понуди. Превозниците кои меѓу себе се договараат да не си конкурираат едни на други и на тој начин одат со многу повисоки цени од реалните пазарни цени. Како пример ќе го кажам превезувањето на учениците од Сливник до Бузалково и назад, вкупната должина во двата правци е 2 пати по 4 по 9 км, цената по ученик е 220 денари. Уште поексплицитен пример е превозот на ученици од населбата Превалец до селото Горно Оризари, оддалечени само 2 километри едно од друго. За оваа делница превозникот добивал 400 денари од ученик или речиси двојно повеќе од повратниот автобуски билет Велес Скопје. Телевизија 24 денеска не успеа да стапи во контакт со превозниците кои беа недостапни за коментар. Коцевски вели дека документите со кои располага, а кои докажуваат криминал, ќе ги достави до јавното обвинителство. За да спречи понатамошен одлив на огромни пари за превоз, ќе предложи дел од учениците за кои не исплатив превоз да се сместат во ученичкиот дом во Велес.